Добар ден, почнува дневникот на Канал Плюс во 16:30. Еве ги настаните на денот. Три капитални проекти започнаа да се реализираат годинава во Кочани. Делчево ги дефинираше трите најголеми проекти на кои ќе работи до година. Почна тридневната јавна расправа за буџетот во Виница. Ако професијата се работи со љубов и знаење, успехот не изостанува. Успешна сторија за сточар во Штипско Љуботен, повратник од странство кој иднината ја планира овде. Жител на Делчевско Драмче почина од студ и глад. Почина 3-годишно дете во село Мородви Зрновци. Голем број возачи викендов на истокот управувале под дејство на алкохол. При последното истражување на јавното мислење, 56,5% од испитаниците сметаат дека ВМРО ДПМН има подобра програма од СДСМ. Истражувањето го изврши независната агенција Брима Галуп, една од најреномираните агенции за истражување на јавното мислење, со реализирани повеќе од 500 истражувања досега. Подотоците од последното истражување ја разбрануваа опозицијата. Резултатите од анкетата на Брима Галуп, која резултираше со прогноза за убедлива победа на ВМРО ДПМН на предстојните парламентарни избори, ја разбранува опозицијата. 70,2% од македонците вклучени во анкетата сметаат дека ВМРО ДПМН има поголема поддршка од граѓаните, наспроти 11,2% кои сметаат дека СДСМ има поддршка од граѓаните. 55,9% сметаат дека ВМРО ДПМН ќе биде победник на следните избори, наспроти 12,1% кои мислат дека победник ќе биде СДСМ. Никола Груевски понатаму е политичарот со најголема доверба кај граѓаните со високи 32,3% пред Зоран Заев кој ужива довербата на 9,1% од испитаниците. Реномираната независна агенција за истражување на јавното мислење Брима Галуп на барање на неделникот Република во период од 29 октомври до 3 ноември годинава спроведе теренска анкета за испитување на јавното мислење на граѓаните за повеќе прашања поврзани со актуелни политички теми, при што беа анкетирани 1007 испитаници. На прашањето за која партија би гласале доколку следната недела би се одржале нови парламентарни избори, резултатите се следни: 33,3% за ВМРО ДПМН, 14,7% СДСМ, 0,6% Обединети за Македонија, 0,5% ВМРО Народна. Исто толкав број од испитаниците, 0,5%, одговориле дека ќе гласаат за партијата Гром. 10,8% се уште не одлучиле, а 10,3% одговориле дека нема да гласаат. Резултатите од анкетата на Брима Галуп предизвика партиски препукувања. СДСМ реагираше преку партиско соопштение во кое вели: огромната растечка поддршка на граѓаните за СДСМ и за лидерот Зоран Заев предизвикува голема нервоза и панични реакции кај Никола Груевски. Како што се намалува поддршката од граѓаните за Никола Груевски, така му се потребни се поголеми нарачани бројки во анкетите. Со соопштение на оваа тема излезе и ВМРО ДПМН. Хаосот во редовите на СДСМ е се повидлив, очигледно се затворени во свој свет, немаат контакт со реалноста и веруваат само на рейтинзите на партискиот институт Прогрес. Ако пред некое време виновни за катастрофалниот рейтинг им беа реномираната Ири, денес за тоа е виновна и реномираната Брима Галуп. Со реакција за обвинувањата дека анкетата е нарачана и заради тоа резултатите не се објективни, излезе советникот за истражувања во агенцијата Брима Галуп Ѓорги Кимов. Ваквите квалификации Кимов ги отфрла и наведува дека ширењето недоверба кон анкетните истражувања штети на Република Македонија и создава проблеми во јавната комуникација. Анкетата е направена со запазување на сите методолошки стандарди и според методологија за вакви истражувања. Истражувањето на Брима Галуп, освен довербата на граѓаните кон политичарите и политичките партии, го покажа и ставот на јавноста која смета дека опозицијата нема капацитет да биде подемократична во однос на актуелната власт. Имено на прашањето дали опозицијата доколку ја преземе власта би била подемократична во однос на актуелната власт, 52,8%
3% од граѓаните се изјасниле дека сметаат дека не би била подемократична, наспроти 22,6% кои велат дека би била подемократична. 21,3% одговориле не знам. На ова прашање 3,4% од испитаниците одбиле да одговорат. Следуваат вести од регионот. Изградба на брана Речани, пречистителна станица и колектор за отпадни води на територијата на Кочани и асфалтирање на повеќе улици се најзначајните проекти во Кочани кои започнаа годинава. Градоначалникот Ратко Димитровски објави пресек на реализираните планови годинава, а најави дека и понатаму ќе продолжат активностите на локалната власт за подобрување на квалитетот на живење во Кочани. Градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски пред крајот на календарската година, правејќи пресек на реализираното, на пресконференција искаже задоволство за целосната посветеност на подобрувањето на квалитетот на живењето во општината, реализирајќи ги меѓу другите и трите најзначајни капитални проекти. Вчера Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го распиша огласот за изградба на браната Речани. Според тендерската документација, браната треба да биде издигната до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е проценета на околу 27,3 милиони евро. Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе и за подобрување на економската состојба во Кочани и регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од владата на Република Македонија се наменија 3 милиони евра. Со проектот е предвидена изградба на потпорни зидови во должина од 840 метри, а патот ќе биде со асфалтна коловозна ширина од 4,5 метри со банкини и асфалт. Со акумулацијата Речани ќе се реши проблемот за водоснабдување на околу 90.000 жители од Кочани, Виница и микрорегионот, како и наводнување на дополнителни површини кои што се предвидени за наводнување. Димитровски информираше и за асфалтирањето на улици во градот и населбата Оризари со средства заем од Светска банка. Од јуни до сега асфалтиравме половина од планираните улици. Февруарски поход, Димитрија Лазаров, Разловечково стание, Македонска, 15 македонски корпус, 13 македонска бригада и Јанка Стоименова во Оризари. Со проектов за жителите на овие делови од Кочани решаваме суштинско прашање на кое чекале 40 години. Во зависност од квалитетот на извршената работа, очекуваме до крајот на оваа година да се асфалтираат уште 2 улици. На денешната средба со новинарите, градоначалникот Ратко Димитровски информираше за уште еден капитален проект кој остави белег за 2015 година. Пред еден месец го подпишавме договорот со консултантската куќа вклучена во проектот за изградба на пречистителна станица и колектор за отпадни води на територијата на општина Кочани. Реализацијата на овој проект е овозможена со најголемата швајцарска донација во Република Македонија во висина од 21 милион швајцарски франци. Пречистителната станица, која ќе биде опремена со најсовремена технологија, ќе се гради на најниската гравитачка точка на вливот на Масалница во Брегалница и ќе ги прочистува водите од сегашните 9 испусти од Оризари до Долни Подлог. Веќе е изработен проект за првиот дел од трасата на главниот колектор. Во подготовката на потребните елаборати следува постапка за добивање одобрение за градење на првиот дел од колекторот и очекуваме работите на терен да започнат пред рокот, односно во јуни наредната година. Градоначалникот Ратко Димитровски одговараше и на новинарски прашања на актуелни теми од интерес на граѓаните на Кочани. Пресконференција за капиталните проекти во 2016 денес имаше и градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански. 3 проекти добија најголема подршка на форумските сесии за буџетот за идната година во Делчево, а тоа е изградба на капела, обнова на улиците во населба Звегорска река и во центарот на градот. Почитувани сограѓани, Општина Делчево престојната 2016 година покрај големиот број помали ќе ги реализира и следните поголеми проекти. Изградба на градска капела, проект избран од нашите сограѓани на буџетски форум во тековниот месец во износ од 5,5 милиони денари, изградба на улици во населба Звегорска река во износ од 8 милиони денари, реконструкција на улици во централното градско подрачје Светозар Марковиќ, Питу Гули и дел од Маршал Тито во износ од 16 милиони денари,
Во истата 2016 година ќе заврши и градбата на градинката Весели цветови, за која што се надеваме дека во првата половина на истата година ќе биде пуштено во употреба. На влезот во Берово започна реализацијата на проектот за сообраќајно решение со кружен тек, со што треба да се зголеми безбедноста во сообраќајот на крстосницата на улица Маршал Тито и регионалниот патен правец Струмица Берово. Инвестицијата е 8.530.000 денари, обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој и од буџетот на општина Берово. Започна изградбата на кружната раскрсница на влезот во градот Берово, со цел да се зголеми безбедноста на сообраќајот на местото каде улицата Маршал Тито се вкрстува со регионалниот патен правец Струмица Берово. Општината реализираше проект со кој се предвидува асфалтирање на коловозна конструкција на ленти со широчина од 3,5 метри, со вкупна површина од 2332 метри квадратни асфалтен бетон. Бехатонските елементи на раскрсницата ќе се постават на површина од 1140 метри квадратни, додека средното острово ќе биде со диаметар од 20 метри, површина на која е планиран зелен простор. Целиот простор ќе биде осветлен во согласност со нормативите за осветлување на раскрсници, а ќе се постави соодветна вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација. Купната инвестиција за проектот е 8.530.000 денари, кои се обезбедени од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и дел од буџетот на општина Берово. Проект за изградба на кружен тек во Берово, кој што се поврзува со регионален прат во вредност од околу 8 милиони денари, и ова се средства кои што владата на Република Македонија преку буџетот ги реализира и ги инвестира во општина Берово за изградба и подобрување на животниот стандард не само на земјоделците, туку и сеопшто на граѓаните во општина Берово. Преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, општина Берово аплицираше со уште два проекти, а тоа е изградба на улица во село Смојмирово и локален пат Берово-Абланица. Општина Виница организира јавна расправа по предлог буџетот на општината за 2016 година. За прв пат јавната расправа ќе се организира по целни групи. Со местните заедници се одржува денес, а за утре се планира јавна расправа со невладините организации и издруженија. Во петок, градоначалникот Емил Дончев организира расправа со бизнис заедницата. Вкупните приходи на буџетот на општина Виница за 2016 година се планирани на ниво од 263.482.000 денари, а планираните расходи се во насока на изградба и реконструкција на улици и тротоари, системи за водоснабдување и за пречистителни станици. Во продолжение на дневникот сторија за еден убав пример за наш повратник од странство, кој вели дека доколку се работи со љубов и овде може да се живее убаво. Негова професионална определба е сточарството и смета дека донел вистинска одлука кога изградил фарма на овци во село Љуботен. По 20 години поминати на работа во Италија, Велин Цветковски реши да се врати во родното село Љуботен, народното огниште, кој некогаш го напуштил заминувајќи во потрага по подобар живот. Со она што го спечалил, реши да отвори фарма со овци. Ако си секаде работник, Италија е тука, во Македонија. Не значи у Италија да си или Германија, ако си добар работник и добро заинтересиран за работа, и тука може да се допринесе во Македонија. Само треба, да речеме, дека си на која локација, малку и општината да преземе малку да се држава, така, за да вај народ, за да не бега нагоре, по западо, тука треба да остане. Имаме ние тука доволно работа, имаме. Јас од овие 2-300 овци вадам некаде по 1.200-300 евра месечно плата. И за мене, и за овчарот. Значи, кога може тука да се вади, нема потреба ние да бегаме во запад. Меѓутоа, неговите амбиции за зголемување на стадото зависат од пристапниот пат и од водата која сега ја нема. Пристапен пат е катастрофа, не можеме да дојдеме тука до обектот, разбираш. Нема шанса, коли ти оставаме доле на сред село.
И сакаме, сега имаме околу 2-300 овци, сакаме да изголемиме над 1000, али вака по овај начин не знам како би било. Услови са катастрофа. Да. Имате вработено повече работа? Имаме, јас вработените, да ти кажам, ради тие услови бегат, треба водовод, треба купатила, значи почнав да спремам, али немаме вода, немаме и секој сака да има услови, да има тие работи. Па бил е секогаш, али не е бил, пошто сега лозијата, знаеш што лозијата са произведени од тоа време наам и сега редишта се наведени у пато и доваѓа повише јака вода. И од згора треба се одбие, доваѓа од Шифлик, од Љуботин, водата доваѓа од тука. Да, се по пато си оде. Дека од возила таму да и вот. Ете кога дојде не може, те там доле оставаме на асфалта, колите остават и ни се од. Се не може да се оде. Шим падне дожда не може. Порано во Љуботен имало до 5000 овци и друг крупен добиток. Во околината на ова село постојат идеални услови за поинтензивен развој на сточарството преку одгледување на овци, кози и друг добиток. Жителите на ова село се надеваат дека ќе се надмине проблемот со вода и дека ќе се изгради патот со должина од околу 500 метри од селото до првите фарми. Преку проектот на Министерството за труд и социјална политика Здрава храна за детство без мана, денес на трапезата во детската градинка во Делчево се најдоа бројни домашни рецепти со здрава храна. Домашните рецепти за здрава храна денес повторно се најдоа на заедничка трпеза во јавната детска установа Весели Цветови во Делчево во рамки на проектот на Министерството за труд и социјална политика Здрава храна за детство без мана. Целта на проектот е децата да се запознаат со здравата храна, односно што всушност треба да се конзумира. Сето тоа го приготвија родителите, најголема благодарност до нив. Значи децата се учат како да го направат вистинскиот избор за здраво да се хранат, да научат да направат разлика помеѓу здрава и неиздрава храна, кога отидат во некој маркет да знаат да одберат што е здрава храна, а што не, и сето тоа го реализираме значи преку разни работилници, разни посети на повеќе објекти, институции, исто така и преку соработката на родителите, која што е евидентна и денеска на нашата трпеза со здрава храна. Подигнувањето на квалитетот на храната во детската градинка во Делчево се реализира преку задолжително воведување овошје и зеленчук. Редовно е застапена веќе подолго време здравата храна, значи ужинките се заменети со повеќе вклучување на овошје, тука се внесени и житарките, млекото и млечните производи секој ден. Родителите и воспитно-образовните работници се повеќе од задоволни што активностите за подигнување на свеста за здравата исхрана започнуваат од најмала возраст. Ја поддржуваме идејата за здрава храна и би сакале такви идеи и иницијативи да има не само во градинките, туку и во другите училишта, основните, па и во гимназиското образование. Секоја чест за сите родители и секоја чест за градинката за поддршката на идејата. За спознавање на здравата храна, дечињата во дворот на установата имаат и своја зеленчукова градина, од која продуктите во вид на зимница веќе се наоѓаат на менито во секојдневната исхрана. Морковче, зелка и мандарин. Што садите тука во градинката кога е топло времето? Морковче, зелка, пиперка. Кога доаѓа зима, што ја правите овде во градинката? Ја подготвувате за? Зимница. Бананка и мандаринка и јаболка и зелка. Мандаринка, краставица и зелка. Инаку резултатите од активностите во однос на бенефитите за здравјето од здравата исхрана, детската установа во Делчево ги очекува во иднина. Почина 3-годишно девојче од село Мородви со општина Зрновци. Родителите се сомневаат дека во прашање е лекарска грешка и дека детето починало заради компликации предизвикани од сирупот, после кој состојбата нагло му се влошила. Родителите најавуваат судска разрешница за семејната трагедија. Следи крими билтенот на СВР Штип. Во Делчевско Драмче почина 43 годишен жител од студ и глад.
Пронајден е во неговиот дом во Драмче, каде подолг период живеел сам и без никаков контакт со селаните. По пријава од страна на граѓани, СВР Штип изврши увид, а со лекарски преглед на телото на починатиот Златко утврдено е дека нема знаци на насилство, а можна причина за смртта се глад и студ. Еве што за Канал Плюс изјави докторот од здравствениот дом во Делчево, кој изврши преглед на починатиот. На повик 194 излеговме на местото на настанот од пријава на полициска станица Делчево. Значи, човекот долго време бил изолиран вон цивилизација, не контактирал со никој, бегал од луѓе. Значи, најосновна причина за смртта е гладта и студеното време. Инаку видливи знаци за насилство по телото не се забележени од наша страна. Починатиот од Драмче имал семејство во истото село, но долг период живеел сам. Во Центарот за социјални работи во Делчево не аплицирал за помош. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип спроведена е акцијска контрола на возачи кои управуваат возила со неприлагодена брзина на патот и додека се под дејство на алкохол. Имено во акцијската контрола контролирани се вкупно 194 возачи, од кои 121 се алкотестирани, а кај 15 од тестираните е утврдено присуство на алкохол. На 15 возачи издадени им се платни налози за наплата на глоба и против исто толку одземени се возачките дозволи. Спроведена е акцијска контрола на возачи кои не ја прилагодиле брзината кон условите на патот, односно ја пречекориле брзината. Контролирани се вкупно 71 возач, од кои 55 возачи се контролирани и 47 од возачите ја пречекориле брзината во населени места, додека 8 од возачите ја пречекориле брзината надвор од населени места. На 43 издадени им се мандатни платни налози, на еден од возачите издаден им е еден платен налог, додека 11 возачи се писмено опоменати. Од СВР Штип најавуваат и понатаму зајакнати и интензивни контроли. Апелираме и укажуваме на сите возачи на моторни возила дека и понатаму ќе продолжиме со зајакнати контроли и интензивни мерки за откривање и спречување на овие прекршоци, бидејќи управувањето под дејство на алкохол и непочитувањето на брзината, односно неприлагодената брзина кон условите и состојбата на патот, се една од најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди со потешки последици, а воедно се допринесува и за загрозување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот и на личната безбедност. Традиционален хуманитарен концерт подготвува хуманитарната невладина организација Цивитас во соработка со општина Штип утре вечер во 19 часот во мултимедијалниот центар на УГД. Средствата и овој пат се наменети за дневниот центар на деца со посебни потреби во Штип. Хуманитарниот концерт е наменет за дечињата со посебни потреби, односно сите средства собрани од концертот, како и минатите години и оваа година ќе бидат донирани на дечињата со посебни потреби од дневниот центар во Штип. На концертот ќе настапуваат повеќе звучни имиња, но ќе во делот на концертот е поделен на два дела, забавен и народен блок. Меѓу двата блока ќе настапат и културно-уметничкото друштво Аристо Донев, учителот, со свој блок на фолклор. Меѓу другото, влезниците се веќе распродадени од страна на бизнис секторот, се откупени во предпродажба. Очекуваме да има огромна посетеност и еве еден апел до сите хумани луѓе кои сакаат да дадат свој придонес за концертот, а истовремено и добро да се забавуваат, нека дојдат во мултимедијалниот центар во 19 часот во четврток. Штип се подготвува за славење на патронот Свети Никола. Од утре почнува празничната програма, а добитниците на орденот и признанијата Свети Никола општина Штип ги објави денес. Познатиот невропсихијатар професор доктор Илија Џонов е овогодинешниот добитник на орденот Свети Никола, кој го доделува општина Штип и градоначалникот.
Тој како штипјанец има дадено голем придонес во областа на невропсихијатриските болести, несебично пренесувајќи го своето знаење на своите колеги од Штипскиот медицински центар. За своите научни достигнувања и работа има добиено повеќе признанија, а едно од највисоките е признанието кое го доделува Република Германија на странец во областа на медицината. Исто така, локалната самоуправа додели 7 признанија 19 декември на граѓани кои го афирмирале градот во различни области. Инаку Џонов е роден во Штип на 24 ноември 1943 година. Овде завршува основно и средно образование. Медицинскиот факултет го завршува во Скопје, а потоа докторира во Белград во 1982 година од областа невромускуларна хирургија, односно невропсихијатриски болести. Признанијата ги добиваат господин Сашко Миладинов, господин Мите Николов, господин Ванчо Богдов, господицата Марија Максимова, потоа доктор Блажи Китанов, господин Спасо Лазо и господин Александар Југов. Со врачување на орденот и признанијата во Соборниот храм Свети Никола, пошто ќе следи и концерт на духовна музика, утре официјално ќе стартува програмата за одбележување на денот на градот 19 декември Свети Никола и одбележување на 92 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов. На 18 декември, значи во петок, во 13 часот имаме промоција на поеми на духот вечер од Цвета Спасикова во библиотеката Гоце Делчев, а во 18 часот е празничната вечерна богослужба во Соборниот храм Свети Никола. На 19 декември во 8:30 часот имаме Света архиерейска литургија. Во 10:30 часот е литијата, која што е на релација од Соборниот храм Свети Никола па се до градскиот площад по улицата Васил Главинов. Во 10:45 е предвидено кршење на празничниот колач и празнична беседа на митрополитот на Белганичката епархија господинот Иларион на градскиот площад Слобода. По повод денот на градот, утре и задутре, угостителските објекти ќе имаат продолжено работно време од 2 часа. Соединетите Американски држави и Русија ќе ги продолжат разговорите за сирискиот судар во петок во Њу Јорк, изјавија шефовите на дипломатиите на овие две држави, Џон Кери и Сергеј Лавров, по средбата во Москва. Рускиот министер реши дека престојниот состанок ќе биде на министерско ниво. Дел од разговорите вчера ги водеше рускиот претседател Владимир Путин. Кери наведе дека САД и Русија ќе продолжат да бараат решение за сириската криза на состанокот во петок, кој ќе се одржи во Саудитска Арабија ќе ја подржи египетската економија со тоа што на земјата ќе обезбеди нафта за следните 5 години, ќе инвестира дополнителни 8 милиарди долари и ќе го подржи со саудитски бродови сообраќајот преку Суетскиот канал. Ова го изјави саудитскиот заменик престолонаследник и министер за одбрана Мохамед Ибн Салман. Каиро доби ветување за 12 милиони долари од арапските сојузници во Персискиот залив на инвестицијската конференција која се одржа во март годинава. Сите училишта во Лос Анџелес се затворени во вторникот поради дојава за закана упатена преку електронска пошта и е наредено пребарување на сите училишни згради на територијата на градот. Локалните власти побараа 643.000 ученици да останат дома за да бидат темелно пребарани повеќе од 1200 основни и средни училишта. Заканата до властите упатена неполни 2 седмици по убиството на 14 луѓе во Сан Бернардино, која го изврши радикализирана млада муслиманска брачна двојка, мотивирана од терористичката група која што се нарекува Исламска држава. Истрагата ја водат полицијата на Лос Анџелес и Федералното биро за истрага FBI по споменатата закана упатена преку електронска пошта.
Вчера вечер Фудбалската федерација на Македонија на свеченоста одржана во Македонскиот народен театар во Скопје ги додели наградите за најдобрите во македонскиот фудбал за 2015 година. Фудбалерот на Палермо Александар Трајковски го понесе признанието за најдобар амбасадор на македонскиот фудбал. Трајковски според Фудбалската федерација на Македонија е најдобриот фудбалер на Македонија кој настапува во странство. За најдобар фудбалер во домашното првенство е избран голманот на Вардар Филип Гачевски, кој во пролетниот дел од ланската полусезона како член на Брегалница постави рекорд од 912 минути без примен гол. Игор Ангеловски втора година поред ја освојува наградата за најдобар тренер во Македонија. Ангеловски со работнички го освои купот на Македонија, а втора сезона поред беше и вице-првак. Кире Марковски од фудбалскиот клуб Работнички е прогласен за најдобар млад фудбалер. Иза Иремини со своите 20 постигнати голови во дресот на фудбалскиот клуб Ренова го понесе признанието за најдобар стрелец. Во женска конкуренција Наташа Андонова е прогласена за најдобра, пред се поради низиниот настап во клубот Турбине, како и во новиот тим Розенгард. Голманската легенда Благо Истатов го зема признанието за животно дело за голманска легенда. За најдобар судија признанието отиде во рацете на нашиот интернационалец Александар Ставрев. Ова е се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Ви благодариме на вниманието и довидување до 20 часот.